Битпазар мало, меѓу најстарите мала во Скопје. Иначе бивша улица 113, мојата куќа кај што сум живеел е број 13. Одека живееа турци и македонци. Турски семејства и македонски. Ке почнам од првата куќа каде што живееше јужарот Фезо. Син му Али денеска има прекрасна берберница во општина Аеродром, каде што функционира преку 30 години. 46 година е дојден татко ми, тука до 59 година се селивме во Мичирин, остана само чичка ми да живее тука и нив 81 година ги срушија, сите ги срушија и се направи тука една голема зграда. Одека беа куќички како на берберот Али или мој бирка. Сите беа од керпич, која беше со чардак, значи турските беа со чардак, сите има чардак. А нашите беа со големо дворче, каде што имаше чешма, пумпа, а идеме полнеме вода кај џамијата. Таа беше градска чешма за сите. Сите беа мали трошни куќи, овдека беше земја, значи немаше асфалт, и ѓубрето, као сега памтам, го собираа коли со коњи. Од левата страна беше куќата на Ганчо адвокатот и денес ga гледам дека е истата. Буквално се замислете 59 година оваа куќа што представувала за Скопје, а не за Битпазар. Преубаво здание. Меѓутоа од тука навака, сега навака идат пак турци, јорганчи. Асип, он има голем дуќан за јоргани во Черчијата горе. Се сеќавам на тој двор кога ќе дојдеше Бајрам, празникот нивни, најголемиот празник, они во целата улица делеа во тањирчиња баклави и татлии. И кога ќе дојдеа кај нас, ние беме 10 луѓе во семејството, ќе донесеа, значи 20 парчиња, од тие 20 мораше ја да го изедам делот на татко ми и на чичко ми. А кога ќе завршеше Бајрам, ќе ме поканеа кај нив дома и ќе ми дадеа цела тепсија тие што се скршиле корчиња и они правеа прекрасна баклава, не верувам дека нема таква баклава денеска. А јас може многу благо да изедам, кога ќе седнев, они просто се воскитуваа колку јадам. Благо. Турски зборував поубаво од нив. Оваа куќа е на семејство Рафаеловски. Јас учев со Момир. Као деца, играјки се во дворот, копавме да направиме место за џамли да играме. За да играш џамли убаво и квалитетно, мора да има јака подлога, фина мазна, кај што може да се направи малце потешко слајката, за да можеш да ја гаѓаш убаво. Копајки, најдовме едно мало сандаче полно со пари. Пази, ова као на филм доаѓа, железни пари. Не знам од кое време. Имаше можда, тежината му беше сигурно 2-3 кила. Знам дека тие пари, не знам зашто така свеста ни проработи, ја повикаме мајка му и им ги дадоме парите. Они ми дадоа мене 2 убави пари од тие за да ги однесам дома. Не беа златници, значи беа пари, стари пари, сигурно од старо турско време. И затоа ме се сеќавам на овој двор, не знам што направија со тие пари, само знам дека Момир ми кажуваше дека ги дале во музеј. Ние овдека успатот кај што е се Рафаеловски фамилија имаше буреџилница невидена. На одмор кој ќе искочиме, трчаме право таму трошки да ги собереме за ефтини пари. Ако е сили погачат или бурекот 5 динара, ние за динар сите трошки ќе изебеме и јадеме. Као грискања, ма ќе се најадеш убаво. Иначе ни делеле лепчиња со симичиња, со американско сирење, кое што покасно го искористиме за ловење на мрени. И стана хит 10-15 години. Американско сирење. Овдека беше кино Напредок, кое што ни беше главната преокупација за забава. Тук имаше една џамија, која што уште од тоа време не функционираше, не знам зашто, меѓутоа на нас ни представуваше задоволство, кога ќе дојдеше времето на летање на змаеви, правевме огромни змаеви, а јужарот Фезула, син Али, ќе земеше цело клопче од кана по татко му, ќе украдеше фактички, ќе се качеме на џамијата и кога ќе опуштиме змејот, најверојатно го гледале и населбите. И немаше шанса да го симнеме.
Зашто кога ќе отидеше толку далеку, пошто многу кана пуштавме, немаше шанса да го собереме. И по тоа не можам никош да заборавам таа џамија и да го заборавам ова мало, затоа што во кино Напредок се даваа најубавите каубојски филмови. И на нас ни беше едино задоволство недела, 5 динара ќе ти дадат, ќе извадиш карта, па пуно пати влагаме по 5 деца, па ќе ги свртеме картите наопаку, кои ќе ги сцепа, другиот талон да ни остане, па уште еднаш идеме на представа. Посебно ни беа драги Џон Вейн и Гари Купер, тие беа херои на нашето време. Оваа улица овдека, од првиот дуќан до горе се столари беа. Значи тука се нарачуваа столици, кревети, шифонјери. Тој објект е стар објект, а уствари беше тогаш најубав објект. Тука се продава бои лакови. Значи сите што кречеме дома, од тука купувавме. А сега гледаме руина. Да, тој беше во тоа време најубав објект. Као куќата на Ганчо што ви кажав. И денеска таа куќа видите како стои. Немало куќи толка и големи у Скопје 59-та. Имаше одеке на книжарница, немавме пари, ќе дојдевме на излогот, кога ќе дојдеа некои убави бојци, пенкала, хефталици, гумички, така. И ние на излог ги гледаме тетратки нови, понаа хартија за виткање на тетратки и на книги. И со посебно задоволство тука сме седеле по еден саат, само да ги гледаме. Толку било, значи, куповната моќ голема на нас децата. Немаме шанса да купиме нешто хубаво. Од тука навак имаше ковач, имаше железарија, па имаше столар. Цел ден фактички тука си беме ние ко деца. Тука го поминуваме десото. Тука на кјушото дека кај Баш Периван имаше еден кондураџија, правеше најубави дундураци у Скопје. Дундурек тоа е едно ко вртелешка да ја кажам. Меѓутоа малечка е и ќе ишара со разни бои, а ние доле ќе ставиме клинче за пубаво да се врти. И кога ќе има мазно место, па кога наеш бетонче некој тоа реткост било. На земја ќе го завртиме и со камџик ќе го маваме. Ама сме биле мајстори. Сме можеле по еден саат да го маваме така. Оваа улица карактеристична е не само по дуќаните. Дуќаните се одбележија на една чаршија. Меѓутоа за нас децата у тоа време, кога ќе дојдеше зима, беше благодет. Ова беше најубавата спуст стаза во Македонија. Ни попа шапка не била равна. Кога ќе се замрзне шетање, кога ќе се пуштеме од горе со налани, гледавме да земеме што по тесни налани, за да имаме појака стабилност, и кога ќе се пуштеме од горе, се тркавме кој ќе дојде до Шнајдерот. Рекордер беше брат ми, Иван. Он беше прав скијар. И не можам да го заборавам тоа, па колени искршени, па лакти искршени, па носови лупнати, па чела. Меѓутоа задоволството беше безпрекорно. Полно пати кога ќе немаше ни биде стазата која што треба, имаше тука една чешма, пумпа, кај што пунеме цело мало. Па зимавме со кофи, носеме вода на вечер и стуравме за насабале кога ќе дојдеме да ни биде изгалицата безпрекорна. Тоа ни била главна забава за зимно време. Не им пречеше ли на занајчиеве тука дека? Буквално на никого не му пречеше. Буквално на никого, затоа што не биде стазите како да замислиме сега стазата цела од крај до крај замрзата. Тоа има само една линија, така од 50-60 сантима, кај што ќе фати млажот вода, например, и тоа е како стаза. Не им смета ни лево ни десно да се движат пешаците нормално, а не гледале и се восхитувале. Ние немаме пари за сликици животинско царство, него кибрити. Луѓе многу од Турска доаѓа, носеа прекрасни кибрити. Значи кибрит со слика, бродче, 4 карти, покер, девојка некоја, каубојс некој. Прекрасни кибрити. Они кога ние ќе видиме дека при крај му е кибритот да го фрли, демнеме четворица кој да го фати кибритот. И затоа сме иделе во тие кафани, чеџилници, да ги собереме кибритите. И ќе ги сечеме со ножици дома, и на мор сме играле со џамли, или на дупка сме играле на кибричиња. Ете, тоа било задоволството, џамлиите, змаевите летање, каубојски филми што гледаме, каубојци индијанци изигрававме, и нормално по пола ден на пазар некоја лубеница се земе за дома. Сега, што му даваше убавината на Бит пазар? Убавината ја даваше кинобратство. Тука имаше едно најубаво кино во Македонија, а може и на бивши простори на Југославија. Имаше сала, сега веќе ми текнува зашто имаше квалитет таа сала. Таа сала беше направена во стил, екранот е таму, а салата иде партер, па иде нагоре на 3 слоја, на 3 спрата. Тоа е и денеска така е во центар.
во трговски центар киното. Значи у тоа време, 50-тите години, 60-тите, ние сме имале такво кино во Македонија. И се даваа најубавите филмови во што можат у тоа време да искочат во светот. Со најаките глумци, со синемаскоп, екран голем. Значи, кино Братство му даваше посебна драж на пазарот. Кокошки да ги продаваа пред пазар. Доаѓаат луѓето од село, си ги носеа заврзани им беа нозете, пред нив си влежаат 2-3, ке си дојдевме ние, сите се разбираат тогаш во Кокошки, Скопје беше многу мал град. Веруете, ја бев дете, па ја научив што е добра кокошка, што лоша. Ке ја фатам ке батакој, ке ја фатам ке грдицата и знам дали е добра или не е. Се продаваа петли, тоа беше се скромно, се скромно. Значи продавале од селата Скопски, обично доаѓале од Црешево, Булачани, Раштак, од Љубанци, од Љуботен. Љуботен најубав бостан денеска има у Македонија, најубав бостан, толкави. Кога доеше времето на бостан, беше последна приказка, ви кажував. Еден ја зима едната лубеница, па му ја дава на тој другиот чучнат, па ќе се ја земе под мишка, ќе се однесе дома и ќе се седнеме у двор, у авлија ќе се изедеме. Ете тоа беше. Две лубеница под една мишка. Верувате дека сум можел 4. Што 4 лубеници. Динчињата? Не, лубеници 4. 4 бе познат по тоа. Како кажа шапијам и сега. 62 години јам. Кога ќе ја ставев, по две ќе си ги ставев, си ги носев, сум можел наводно да ги качам, а не на 113 улица. Сме оделе, Вардар ни беше, кога ќе доеше летото, јас денеска важам меѓу најдобрите рибари во Македонија. А тоа ми останало само од Вардар. Овдека кај што беше театарот бивши, имаше еден јас, ко канал. Кога ќе доеше мрез на рибата, бојникот влагаше во каналот. И ние беме толку искусни мангупи, што знаеме дека тука он влага, со бамбусите ќе дојдевме, ќе се наредеме 3-4 и одгоре од кеот, имаше кејче, значи канал, па кеј. И од тука ќе ги пескаме рибите. А летно време сме фаќале на пец клен и тоа со бамбус ќе влеземе во Вардар. И Вардар ни била убавината. Ќе фатеме жабчиња на каналот, ќе отидеме кај Камени мост, ќе завлеземе во Вардар, карши уврвите ќе фрламе, тоа сика пец, без тапа. Оно иде жабчето по Вардар и на рука ќе го осетиш, тој што знае, а јас знаев, и сега знам уште подобро. И кога ќе фатев едно 2 големи 3 риби, ќе искочев на мост, ќе ги ставев на низа, ќе ги продадев и со тие пари право кино напредок и баш белива. Секој доживување идење на Вардар беше како бегање од дома. Затоа што се плаше родителите, ние беме деца се уште, а меракли за риба, ќе отидеш тука на канал, те мисли, ние полекатарските ухради ги дома, отиди на Вардар. На Кале обожававме додиме, зашто Калето беше многу достапно за шетање. Беше убаво, таа страна имаше цела ерозија на тие карпи, глинени. Денес како погледнете од кај Жабарот ќе ги видите како ерозија тие глинена. Имаше како скривници внатре, па тама се собиравме. Памтам дека на Кале и првата цигара ми ја даде брат ми да ја запалам, тогаш беше модерно Ибар цигара. Он до 50 години живееше, ги пушеше. Јас тогаш ја запалив и никогаш понатака. Во наше време исто беше лимоџилница, која што ја држеа семејството на другар ми Жабарот, кој што и денеска ми е другар, добар рибар, израсли он на Вардар со мене заедно. Они со брат му Луман од деца тука го вадеа лебот. И најубавата лимонада у цел дел овдека беше кај Жабарот. Тук имаше еден огромен кров, кој што беше со стари керамиди, меѓутоа тотално запуштен, а беше огромен. Растеше најкрупниот вртипоп во Македонија. Ке се насмеете сега на кров. Да, со времето се наталожило. Од ветрови, од дождови, од снегови. Вртипоп невиден. Е таков. Никој ќе се отиде, а луѓето у 2 сат ние ќе се качеме со бирка и ќе го беревме комплет. Не требаше неколку дена, не можеме за еден ден. Ќе го соберевме, ќе си го донесеме дома у двор, ќе го постелевме на чаршаф и го сушевме. И убави пари зимавме да ни се најдат за провод као деца. Не можам тоа да го заборам никогаш. Веруjem ми, секојаш кој ќе додам овдека се осеќам како дома. Веруете ми, како дома. За мене Битпазар останува местото на моето живење.